Зоран Заев се уште бега од одговор за тоа дали лично тој, заедно со неговиот бизнис партнер во градежниот бизнис Горан Крстев, општинскиот урбанист Стојан Динев, градежниот и урбанистички инспектор Иринка Трајкова, одговорниот за локален економски развој Никола Годев и Кирил Парталов, тогашниот општински секретар, сите обвинети и аболицирани за дивата градба Глобал, се лицата заради чиешто несовесно работење се пеплоса Глобал, а со години животи на огромен број луѓе се доведувани во опасност. Заев и останатите полицирани токму за градбата на Глобал сега бегаат од одговор дали постоеле двата важни елаборати за градба на јавен објект, а тие се однесуваат на противпожарната заштита, односно како е регулирана хидратанската мрежа и системот за ПП заштита, како и за заштита од удар од гром. Зоран Заев и сите овие лица мора да одговорат дали тие два елаборати воопшто постоеле во првичната документација за реконструкција и за надградба на градското пазариште во Струмица, бидејќи без нив би било невозможно да се одобри градба, ниту пак употреба на објект, двата документи издадени од Заев за само една недела, за потоа да го изградат трговскиот центар. Почитувани, Глобал, најголемата легализирана дивоградба во Македонија, е изградена и легализирана со потписи на Зоран Заев, дури по 6 години од изградбата. Пожарот покажа огромно несовесно работење при градбата, но постојат и силни индиции за пропусти при легализацијата на Глобал. Услов за легализација е објектот да представува функционална целина со поставени инсталации и системи за заштита. Па дали инспекциите под ингеренциите на општината Струмица воопшто ги испитале техничките предуслови, меѓу другото и за противпожарна заштита. Зоран Заев успева да го легализира Глобал во јануари 2014 година, а дури по 7 години при огромен пожар се отвара вистинската катастрофа, односно се открива дека објектот на 6 ката нема соодветна противпожарна заштита. Значи, несовесно работење на надзорот за време на градбата, а го гради општината, несовесно работење и при легализацијата на објектот од општинските инспектори и на крај несовесно работење и сите овие години од општинското јавно предпријатие Комуналец Струмица, кое што стопанисува со Глобал. Почитувани, вистинска среќа во несреќа е што досега пожар не однел бројни животи во Струмички Глобал и тоа што пожарот избувна навечер на празник. Хидрантите биле нестандардни, а противпожарните екипи залудно се обидувале да се поврзат и побрзо да се справат со огнената стихија. Јавен објект во кој што дневно циркулираат илјадници луѓе, нема пропишана стандардна противпожарен систем, нема хидранти и јавен објект, трговски центар, кој што по сите закони мора редовно годишно да бидат проверувани противпожарниот систем и заштита, јавен објект со кој што стопанисува општинско јавно предпријатие. Општината и јавното предпријатие кој што стопанисува со Глобал бега од одговор кој бил одговорен за долгогодишните законски проверки на противпожарната заштита, односно на тој систем. Почитувани, одговорност мора да има за доведување во опасност на човечки животи. Глумењето добротвор за расчистување на опожарениот објект не го менува фактот дека во Глобал нема противпожарна заштита и тоа бара одговорност за намерно несовесно работење, за намерен превид при градба и за корупција која што со години доведува во опасност огромен број на човечки животи. Ви благодарам.